Многу приватни, малку и јавни домови за стари луѓе во Македонија. Државата располага со 5 државни старечки домови со 638 легла, додека во приватниот сектор функционираат вкупно 39 дома за стари лица, со капацитет за сместување на 1563 луѓе. Ова е црвен аларм за институциите дека се потребни сериозни реформи за згрижување на оваа категорија граѓани, вели директорката на најголемата геријатриска установа 13 ноември, доктор Ленча Нелоска. Според неа, главниот проблем во приватниот сектор е немањето на доволно стручен кадар кој знае како да ја пружи неопходната нега. Доказ за тоа е и последниот случај кој изби во јавноста со хорор приказната во двата приватни старечки дома Актив и Арија, каде што згрижените беа малтретирани, несоодветно лекувани и хранети со храна со изминат рок. Во недостиг на капацитети, овие домови се преплавени со лица кои што реално се пациенти, тоа не се резиденти, не се корисници, она што би требало да бидат луѓе кои што живеат во старските домови. Во старските домови треба да бидат луѓе кои што се самостојни во секојдневните животни активности. Најчесто, многу често, значи во тие приватни домови се сместени лица на кои што им е потребна 24 часовна медицинска грижа. Тие не се конципирани за така да функционира. Значи, тие немаат капацитет, немаат нити просторен, нити кадровски капацитет да можат да се справат со тој предизвик. Згрижувањето стари луѓе во домови станува се посериозен социјоекономски проблем, вели Нелоска, и најави итни реформи во оваа насока. Министерството за здравство заедно со Министерството за социјала и други експерти се сложни дека потребни се нови регионални центри во Македонија за сместување на стари луѓе. Според неа, тоа е клучното решение граѓаните во трето доба да добијат достоинствен живот. Последниот период ќе има сериозни придвижувања и реформи во овој сектор, каде што пристапот ќе биде регионален, значи цела Македонија да е подеднакво опфатена со различен вид на установи, зборам, меѓутоа пред се и над се здравствениот аспект, значи оддели, како што е специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина, единствена е во Македонија и затоа сме на голем притисок, затоа листите за чекање кај нас се големи, затоа што капацитети се тие кои што се. Случајот со суровото изживување врз старите луѓе во старските домови во Скопје беше откриен во заедничка акција на полицијата, обвинителството и инспекциски служби, кој открија нечовечки и понижувачки третман на згрижените од страна на вработените во домовите Арија и Актив. Двете сопственички се во притвор и ќе одговараат кривично.